Почитувана колешке, се изнафаливте дека многу сте работеле во наводници и дека допрва ќе работите. Повторно честичката ќе работиме, ќе градиме, ќе инвестираме. Немојте толку многу да работите, бидејќи од тоа ваше работење ја доведовте државата во оваа дередже кое што е денес. Во однос на учебниците, дека оваа влада се залага да дели бесплатни учебници. И тоа неквалитетно изработени учебници, кои што за кратко време се лист по лист разлистуват. И родителите се принудени да им купуват уште еден комплет учебници, за да можат тие од училиштето да ги вратат читави. Почитувана колешке, кажавте дека еве вие од власта најавувате зголемување на пензиите, а истовремено создавате голема дупка во фондот на ПИУ. И тоа огромна дупка која што кошта колку сите плати на државната и јавната администрација. Огромната дупка во фондот на ПИУ ја доведува во прашање иднината на исплатата на пензиите на сегашните и идните пензионери. Се дават милиони евра за изградба на административни згради, а додека за развојот, за опстанокот на малите и средните предпријатија се доделува државна поддршка многу малку. Околу 70.000 домашни предпријатија добиват државна поддршка по 2 евра годишно. Ако оние 63 милиони евра владата што ги расфрла за изградба на згради, ги дадеше на овие предпријатија, тие истите ќе добиеја државна поддршка од по 9.000 евра. И тогаш ќе створеа реални вработувања и реален економски раст во нашата држава. Потоа, над 20.000 предпријатија се затворени и не можат да работат. Се со блокирани сметки. Грижата на Груевски за овие предпријатија допринесе да се затворат 10.000 предпријатија. Додека негова грижа сега во моментот се плацовите на водно, луксузниот автомобил од 600.000 евра. Благодарам. Потоа, додека Груевски се богати, сите други останати осиромаштуваме. Па доста е, збогом, Никола. Господја Ласовска Благица има контрапт.